Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе продолжиме со обработка на книгата Дела, а конкретно ќе обработиме глава 3. Минатиот пат при обработката на глава 2 читавме и размислувавме за раѓањето на црквата. Тоа се случи за време на празникот Педесетница. Всушност, Педесетница е денот кога црквата почна да постои. Пред Педесетница црквата постоеше само како дел од Божиот план. А од тој ден кога Светиот Дух се спушти врз христијаните, црквата почна да постои како реалност на земјата. Сега, во глава 3, во првите 11 стихови, читаме за исцелението на еден човек кој бил сакат од раѓање. Потоа, во стиховите 12 до 26 е запишана проповедта на апостолот Петар и моментот кога 5000 луѓе поверуваа во Евангелието. Мислам дека е време да почнеме со читање на текстот. Стихови 1 и 2. Еден ден Петар и Јован заедно отидоа во храмот во 9-тиот час, часот за молитва. Таму имаше еден човек, сакат уште од раѓање. Него го носеа секој ден и го поставуваа пред портата на храмот, наречена Красна, за да проси милостина од оние што влегуваа во храмот. Станува збор за човек кој, како што вели Лука, беше во оваа состојба уште од самото раѓање. Не за некој кој се движел нормално, па поради некоја несреќа животот му се променил, туку за некој кој не знаел друг начин на живот, освен луѓето да му помагаат за да дојде од едно на друго место. За него се вели дека секој ден го носеа и поставуваа пред портата на храмот, со цел да проси и бара милостина. Името на вратата е Красна или Убава. Каков контраст, зарем не? Од една страна, пред вратата лежи човек кој е цел живот неподвижен и би можеле да кажеме дека немал убав живот, а тој човек лежи пред вратата наречена Красна или Убава. Забележете што се случи потоа. Стих 3. Тој, кога ги здогледа Петар и Јован, кои сакаа да влезат во храмот, запроси милостина и од нив. Не знам дали овој човек знаеше кои беа Петар и Јован, односно дали знаеше дека се апостоли на Господ Исус и дали знаеше дека преку проповета на Петар многу луѓе поверуваа во Христос. Но се чини нему му беше важно само дали можат да му помогнат и да му дадат пари. Сигурен сум дека воопшто не очекуваше нешто друго или нешто повеќе од нив. Стихови 4 и 5. Петар, заедно со Јован, го впери кон него погледот и рече: "Погледни во нас." И тој ги гледаше внимателно, очекувајќи да добие нешто од нив. Сигурен сум дека човекот не очекувал ваква реакција. Наместо да му даде пари, Петар му вели: "Погледни во нас." Зошто му го кажа тоа? Стих 6. Но Петар рече: "Сребро и злато јас немам, а што имам, тоа ти давам. Во името на Исус Христос од Назарет, стани и оди." Има една анегдота поврзана со првите неколку векови од функционирањето на црквата, откако христијанството беше признаено како една од религиите во Римската империја. Се вели дека некој христијанин разговарал со папата во Рим. Додека папата броел пари и злато, му рекол на својот соговорник: "Црквата не може веќе да каже: сребро и злато немаме." Но соговорникот му одговорил со зборовите: "Вистина, но исто така, црквата веќе не може да каже: во името на Исус Христос од Назарет, стани и оди." Не знам дали овој разговор на вистина се случил, но мислам дека доловува многу важна поента, а тоа е дека првите христијани можеби немаа големи материјални богатства, но имаа силен авторитет.
За разлика од нив, се чини дека ние денес имаме материјални богатства, но ни недостасува духовниот авторитет и силата кои беа карактеристични за првите христијани. Стих 7. И само што го фати за десната рака, го исправи, а нему веднаш му се зацврснаа стапалата и глуждовите. Да ве потсетам дека овие зборови се запишани од страна на човек кој беше доктор по професија. Интересно е тоа што Лука толку детално го опишува ова чудо, што не само што ни кажува дека човекот беше исцелен, туку дека неговото исцеление се случи кај стапалата и глуждовите. Стих 8. Па скокна, се исправи и почна да оди. Тогаш влезе во храмот, заедно со нив, скокајки и фалејки го Бога. Во книгата на пророк Исаија, глава 35, се вели дека еден од знаците на Божјото царство е тоа што ќе дојдат времиња кога куците и сакатите луѓе ќе скокаат, односно, тоа е слика со која пророкот сака да ни каже дека ќе има исцеление за болните. Имајќи го тоа на ум, би рекол дека воопшто не е случајно тоа што Господ Исус им даде на апостолите власт и авторитет да исцелуваат. Сето тоа требаше да биде сведоштво за луѓето кои гледаат, особено за евреите, кои, додека ги гледаа овие чуда, требаше да се потсетат на зборовите на Исаја и да сватат дека Божјото царство е дојдено помеѓу нив. Навистина е голема трагедија фактот што многумина од еврејскиот народ не го препознаа Месијата, ниту пак го препознаа доаѓањето на царството помеѓу нив. Иронично е тоа што долго време го чекаа и Месијата, а и доаѓањето на царството, а сепак на крај не ги препознаа. Стихови 9 и 10. И сиот народ го гледаше како оди и како го слави Бога. Луѓето го познаа дека тој беше оној истиот што седеше пред портата на храмот наречена Красна поради милостина и беа полни со восхит и вчудоневиденост за она што се случи. Луѓето сфатија дека човекот кој беше неподвижен одеднаш почна да оди, па дури и да скока. Знаете, кога Бог ќе го допре животот на еден човек, било да станува збор за неговото тело или неговата душа, тоа ќе им биде очигледно на сите. Стих 11. И бидејќи оздравениот сакат човек цврсто се држеше за Петар и Јован, кон нив дотрча вчудовиден сиот народ во тремот, наречен Соломонов. Во тој период многу важни настани се случија во Ерусалим. Прво, распнувањето и смртта на Господ Исус. Потоа, по 3 дена, неговото воскресение. Па по некое време подоцна спуштањето на Светиот Дух за време на празникот Педесетница, па крштевањето на 3000 луѓе за време на празникот Педесетница, а сега и чудо на кое многумина беа сведоци. Стих 12. А Петар, штом го виде тоа, му рече на народот: Луѓе израелци, што се чудите на ова? И што сте се загледале во нас, како со своја сила или побожност да направивме овој да прооди? Апостолот Петар не рече луѓе американци или луѓе македонци, туку луѓе израелци, што значи дека присутните кои го слушаа беа со еврејско потекло. Се надевам ке се сетите, но Господ Исус им кажа на апостолите дека откако Светиот Дух ќе се спушти врз нив, тие ќе бидат негови сведоци, почнувајќи од Ерусалим па се до крајот на земјата. Во овој момент, кога Петар проповедаше, Исусовите ученици се уште се наоѓаа во Ерусалим, помеѓу израелците, и оттаму почнаа да го проповедаат Евангелието. Со тек на време ќе бидат приморани да го напуштат Ерусалим, и така, чекор по чекор, ќе освојуваат други делови од светот со Евангелието. Интересно е тоа што кога Петар и Јован направија чудо и кога сите почнаа да се восхитуваат поради тоа, самиот Петар застана пред народот и кажа:
немојте да мислите дека оваа исцелителна сила е од нас. Како што ќе забележите од читањето на следните стихови, Петар ја искористи оваа несекојдневна ситуација да сведочи за Господ Исус Христос, оној кој им даде сила преку Светиот Дух да исцелуваат. Верувам дека ваквиот пристап е исклучително важен и добар пример и за нас денес. Знаете, кога Бог ни дава можност да благословиме некој човек на некаков начин, било да е тоа преку исцеление, како во случајот за кој читаме, било да е тоа со некаков совет, материјална помош или нешто друго. Важно е славата за тоа добро дело да не ја земаме за себе, туку да му ја дадеме на Господ. Петар беше свесен дека благословот кој тој човек го доби преку него и Јован извира од Господ Исус Христос. И ние денес треба да бидеме свесни дека секое добро кое ни е дадено, со кое можеме да ги благословиме другите, е подарок од нашиот небесен татко. Стихови 13 до 15. Бог Авраамов, Исаков и Јаковов, Бог на татковците наши, го прослави својот син Исус, кого вие го предадовте и од кого се одрековте пред лицето на Пилат, кога тој реши да го пушти. Но вие се одрековте од светиот и праведниот и побаравте да ви се ослободи човек убиец, а го убивте зачетникот на животот, кого Бог го воскресна од мртвите, и за тоа ние сме сведоци. Како што кажав во една од претходните епизоди, воскресението е една од најважните теми, не само во оваа глава, туку во целата книга Дела апостолски. Дури би рекол дека според тоа што го читаме во оваа книга, можеме да заклучиме дека ниту Петар, ниту Павле не си дозволија себе си да проповедаат за Христос без при тоа да го спомнат воскресението. Денешните свештеници и проповедници треба да учат од апостолите и да знаат дека воскресението е тема за која често треба да се зборува, а не само за Великден. Стих 16. И поради верата во неговото име, овој кого вие го гледате и познавате, го потврди името негово, а верата во него го исцели и овој човек пред сите вас. Петар јасно нагласува дека верата во Господ Исус Христос е причината поради која неподвижниот човек одеднаш почна да оди. Но во следните стихови тој продолжува да зборува за верата во Господ Исус и на своите слушатели јасно им дава до знаење дека преку вера во Господ Исус и тие можат да добијат голем благослов, имено очистување од нивните гревови. Стихови 17 до 19. А сега, браќа, знам дека вие тоа го направивте од незнаење, како и вашите началници, а Бог, она што однапред го навести преку устата на сите пророци своји, односно дека Христос ќе пострада, тоа и го исполни. Покајте се пак и обратете се, за да се очистите од гревовите ваши. Што значи фразата обратете се? Од новозаветна гледна точка, обраќањето е промена, односно промена на насоката, од светот и гревот кон Христос. Никој не може да се спаси се додека не се обрати кон Христос, а обраќањето мора да биде проследено со покаяние, односно со искрено каење за своите гревови и чекорење по Божиот пат на праведноста. Стихови 19 и 20. За да дојдат од Господ времења за освежување и тој да ви го прати вам предскажаниот Исус Христос. Ветувањето за оние кои ќе се покајат и обратат е дека ќе добијат очистување на гревовите, но и време на освежување. Интересно, зарем не? Бог преку апостолот ветува дека оние кои ќе се обратат кон него ќе искусат време на освежување. Верувам дека ова се однесува на душите на луѓето. Знаете, кога живееме во грев, нашите души се во окови и слугуваат на сатаната. Но,
кога ќе се обратиме кон Бог, кога ќе тргнеме по неговиот пат, нашите души доживуваат ослободување и еден вид на освежување. Патем, Петар вели дека ако луѓето се обратат и покајат, Бог ќе им го прати предскажаниот Исус Христос. Што значи тоа? Мислам дека наједноставно кажано, тоа значи дека Христос ќе живее во оние кои кон Него се обраќаат. Стихови 20 и 21. Кого небото треба да го прими до она време, кога ќе се воспостави се што беше рекол Бог преку устата на сите своји пророци од создавањето на светот. Неколку недели, а можеби и месеци, пред Петар да ги изговори овие зборови, Господ Исус во тело се вознесе на небото, каде седна од десната страна на небесниот татко. Преку оваа проповед, апостолот им дава до знаење на оние кои го слушаат, дека Господ Исус ќе седи од десната страна на небесниот татко, се додека да дојде моментот кога Божјото царство ќе биде воспоставено на земјата. И со тоа ќе се исполни се она што Бог го предскажа векови наназад преку пророците. Да, Светото писмо јасно не учи дека еден ден Господ Исус повторно ќе дојде на оваа земја, за да ги земе при себе оние кои се негови, а и да го суди и казни гревот и грешниците. Стихови 21 до 23. Мојсей им беше рекол на татковците: Господ Бог ваш, од браќата ваши, ќе ви издигне пророк како мене. Не го послушајте го за се што ќе ви рече. И секој што не ќе го послуша тој пророк, ќе биде истребен од народот. Не заборавајте дека Мојсей беше најважната фигура во историјата на израелскиот народ. Во оваа проповед, апостолот Петар им открива на слушателите дека Мојсей всушност го најави доаѓањето на Господ Исус. Стихови 24 до 26. А сите пророци што пророкуваа, од Самуил па и оние по нив, го навестуваа исто така и ова време. Вие сте синови на пророците и на заветот што Бог го беше направил со вашите предци, велејки му на Авраам. И во потомството твое ќе бидат благословени сите народи на земјата. Бог, откако го воздигна својот слуга, најнапред вам ви го прати за да ве благослови, та секој од вас да се одврати од својата злоба. Преку овие зборови, апостолот Петар им дава шанса на слушателите да поверуваат во Господ Исус како во Месија. Верувам забележавте дека го споменува и Авраам и го поврзува Божјото ветување дадено на Авраам со Господ Исус Христос. Со други зборови, Петар им вели на собраните луѓе дека во Господ Исус Христос писмото се исполнило. Првично, таа порака им беше дадена на евреите, а потоа, особено со доаѓањето на апостолот Павле, Евангелието стигна и до нееврејските народи. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.